Откако вчера лидерот на СДСМ Зоран Заев му ги предаде на председателот на државата Иванов потребните пратенички потписи за формирање на новата влада, се чека одлуката на шефот на државата. Од СДСМ велат дека очекуваат председателот Иванов до утре да го даде мандатот за состав на влада, пошто ќе започне да тече рокот од 20 дена за составување на истата. Одлуката ја чекаат и водуи кои се уште не се изјасниле дали ќе бидат дел од владата или пак ќе бидат опозиција со поддршка на малцинска влада. Од ДУИ велат дека со расправата дали ќе одат во влада или во опозиција ќе продолжат откако Заев ќе го добие мандатот. И Беса го условува учеството во владата. Разговорите за владина коалиција ќе продолжат откако Заев ќе го добие мандатот, но неопходно ќе биде прифаќањето на платформата од Тирана, отворање на процес за редефинирање на државата, прецизни рокови во кои владата ќе треба да го исполни договореното и сето тоа преку транспарентен процес со кој ќе биде запознаена јавноста. Откако Никола Груевски како лидер на партијата која на изборите освои најголем број пратенички места, не успеа во предвидениот рок да обезбеди мнозинство, сега таа шанса треба да ја има лидерот на СДСМ Зоран Заев, напомена Иванов на лидерската средба на почетокот на месецот. Шефот на државата беше јасен дека мандат ќе ја даде на онаа партија или коалиција која ќе му достави потписи од најмалку 61 мандат, но председателот тогаш кажа и уште една друга важна работа, а тоа е дека покрај потписите ќе бара и одредени гаранции поврзани со унитарноста на државата. Мандат за состав на новата влада ќе добие партијата или коалицијата која ќе ми извести и ќе докаже дека обезбедила мнозинство во собранието. Со други зборови, прво потврда и доказ за мнозинство, а потоа мандат за составување влада во согласност со член 90 од Уставот на Република Македонија. Од оние што ќе ја составуваат новата влада, барам во својата програма да имаат два клучни приоритети. Прво, заштита на државните интереси на Република Македонија, што подразбира зачувување и зацврстување на унитарниот карактер на државата. Второ, системска реформа по кризата во која ќе бидат опфатени субјектите на системот за национална безбедност, нагласи Иванов.